Измените на кривичниот закон со кој напад на новинар ќе се третира како напад на службено лице се уште тапка во место. Председателот на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници Павле Беловски во интервју за Глас на Америка вели дека до нова година ќе чекаат пратениците да ги донесат измените. Зошто ние инсистираме од 2017 година токму на овие измени, а тоа е да го промениме впечатокот во општеството, дека секој може да нападне новинар само заради тоа што се врши својата работа. До сега во сите случаи на напад на новинар, заклучокот и впечатоците се исти. Не е нападнато лицето со име со презиме, туку се напаѓа токму заради тоа што го работи, односно се напаѓа нашата професија. И по 2 години застој во собранието од кога владата ги достави во собранието предлог измените се уште не се донесени. И постојано укажуваме, реагираме, а овој пат и ќе се заканиме дека по нова година, доколку не бидат изгласани, донесени овие законски измени, ќе мораме да промениме формата на действување, а размислуваме веќе за бојкот и за протест. Измените на законот ќе бидат од полза за медиумските работници. За еднаш за секогаш обвинителите да имаат отворени, да имаат можности, да имаат слобода да гонат без пријавител да е новинарот, затоа што така дополнително се изложува на секундарна виктимизација, односно директно тужи е изложен на понатамошни шиканирање од страна на тој напаѓач и државата ќе покаже дека постои систем, судот ќе има можност да изрече законски, да изрече казна, дури и казна затвор во овој случај. Но и понатамо се поголем е бројот на случаи на говор на омраза, клевета, закани по живот врз новинари, додава Беловски. Особено нашите колешки се изложени на напади на клевети и напади по родова поделеност. Примерна цел на синдикатот е да се бори за работничките права на медиумските работници и сега во услови на разнишена доверба во медиумите, дали новинарите има каде да се обратат и да бараат подобри услови за работа. Несигурноста доаѓа преку кршењето на законот за работни односи. Треба да знаат дека работодавците и таму дека законот за работни односи мора да се почитува и дека синдикатот е чувар на законот за работни односи. Новинарите во Северна Македонија се најслабо платени во регионот. Оваа професија станува се помалку атрактивна за младите. Го прашавме Беловски како да се подобри ваквата ситуација. Новинарството е една од ретките дејности каде отсуствуваат и колективни договори. Колективните договори представуваат документ со сила на закон, каде што се унапредуваат постоечките права. Ако законот за работни односи е номинален, тогаш во колективните договори ние имаме можност, имаме слобода да препишеме што е основниот минимум за некој медиумски работник и новинар да партиципира во нашата професија. И затоа ние како ССНМ го гледаме како нешто есенцијално, каде што ќе ја дадеме основата, а тука е и минималната плата. Кога велам минималната плата, не мислам на она која пропишува државата, туку што ние ќе ја предвидиме и издоговараме и ќе ја прифати работодавачот. Ајде да зборуваме за бројки од 25.000, 35.000 денари, нека биде 30% поголема од просечната плата во Република Македонија и тоа да биде еден минимум во колективните договори. Но за да можеме да стасаме до нашиот минимум, мораме да се избориме за колективни договори и тоа се императивите априори на новото раководство и јас како председател. Беловски смета дека од договореното и двете страни ќе бидат задоволни. Затоа што работодавците од друга страна пак ќе сака да се воведе еден пропишан ред на извршување на работните обврски кој ќе излезе од законот за работни односи, значи ќе го извадиме. Тоа или тоа фамозно работно време од 8 часа, непродуктивно седење на само колку да се оствари тоа работно време по бироата и по канцелариите, додека би можеле да одиме со 7 работни часа кои ќе бидат ефективни и тоа е и во корист и на работникот и на работодавачот. Ситуацијата е особено лоша во помалите медиуми, каде новинарите се во опасност да изгубат работа поради економската криза. Имаат ли план во ССНМ како тоа да се спречи? Имаме јасни конкретни предлози. Тоа се мали интервенции, ке речем буџетски, формирање на фонд за медиуми, каде што локалните и регионалните, па и националните ќе може да аплицираат со идеи, а не како досега да одат и да молат во општините за трошки маркетинг и купувајќи ја така добрата волја на
медиумите, општинарите, за да може да се протурка се што сакаат од своите локални политики. Ние зборуваме за сериозен фонд од над годишно 5 милиони евра кои би се одвојувале од буџетот, а би се распределувале преку проекти и со строга контрола на медиумските здруженија, бидејќи ќе оди на принцип на аплицирање, а не на доделување по клуч. Тоа е една. Меѓутоа, за да додека го видиме тој фонд и додека го испреговараме со владата, потребни ни се веднаш интервенции. Една од заложбите на синдикатот е да се оди со ослободување од персоналниот данок, една мала финансиска инекција, иако е тоа непопуларно. Беловски вели дека периодот на пандемијата со COVID-19 бил пресвртна точка во однос на зголемувањето на небезбедноста и чувството на несигурност кај медиумските работници. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.